Брза екстрадиција на Љупчо Палевски Палчо од Турција може да има само ако тој побара. Секое друго сценарио ќе значи влечење кое може да трае со месеци, една година, па дури до недоглед. Експертите сметаат дека најавите на Спасовски, Лого и обвинителите дека Палчо многу брзо ќе биде испорачан се нереални и зависат од тоа колку осомничениот убиец ќе ги користи правните алатки кои му стојат на располагање. Многу се оптимистички изјавите на министерот за правда и за внатрешни работи дека скоро ќе биде екстрадиран Љупчо Палевски. Единствена можност за брза негова екстрадиција е самиот да побара. Да бидат доставени сите докази од кои произлегува основаното сомневање дека го сторил злочин. Па таму ќе ценат во Турција дали има доволно докази. Адвокатот Савовски, кој има долгогодишно искуство со екстрадиции, вели дека вообичаено ваквите постапки траат од 2 до 3 месеци. Но тоа е во случај ако има веќе правосудна пресуда за човекот што се бара, но во истрага постапката може да потрае подолго поради обезбедувањето на докази. Првата задача на Македонија, односно на нашите правосудни органи, е на своите турски колеги да им испратат цврсти докази за двојното убиство, затоа што во спротивно Палевски можеби никогаш нема да го стигне правдата кај нас. Освен признанијата и исказите на осомничената банда која го посочува како убиец, турците очекуваат и материјални докази, како што се видеоснимки, парафински ракави, оружје, ДНК анализи, резултати од обдукција и конечната причина за смрт. Македонската полиција се пофали дека има и 2 пиштоли кои треба да се вештачат, па Турција ќе ги очекува и тие резултати. Дека постапката е комплицирана посочи професорот Гордан Кајалџиев, кој не ја исклучи можноста таа да заглави поради несмасните изјави на министерот Оливер Спасовски, кој осомничениот убиец го нарече монструм. Палчова може да го искористи за да тврди дека во Македонија нема да добие правично судење. Друг проблем е политизирањето на случајот од страна на Спасовски, кој ги спомна контроверзните политички ставови на Палевски и побара дерегистрација на неговата партија. Ова може да послужи како изговор дури да се бара политички азил, кој Палчо тешко би го добил, но може со месеци да ја одолговлечи процедурата. Инаку последната заглавена екстрадиција која јавноста е памети осомничениот Алил Демир за грозоморното 5-кратно убиство кај Смилковско езеро. Министерството за правда од 2018 уште нема одговор од Косово дали на Демири му е одреден притвор. Тој е 2 пати правосудно осуден за грозоморното убиство кај Смилковци што се случи на 12 април 2012, а се бараше со меѓународна потерница за тероризам.